Братислав Димитров е у Куманово после многу години. Да плати човек па да ве види. Па тоа после многу години е заради тоа што сум остарен меѓу време. Единствена причина. Инаку во некои минати години сум доаѓал и често, па и мој текст се играл во Кумановски театар, така да... Имамо слушнато. Затоа тука тој беше... имам пријатели, многу соработници, зет имам Кумановец. Потекло ви уствари на вас од Куманово, Братислав, нели? Ви сте еден опасан тромеѓанац кој се крие у Тафталидже. Лажно се представувам. Да, роден сум во Скопје, но имам врски добри и убави со Куманово и Тромеѓа. Ке збориме после за театар, за град Куманово, кој што веќе 9-10 година му се обеќа дека ќе се реконструира театар. Ви уствари можда и за тоа не сте дошли, затоа што немате и никуде представу да направите. Ке збориме за тоа дека град со вакав габарит, да не кажемо најголема општина у Македонија, нема ни кино. Али ајде прво да збориме за овој преубаво место, за овој Кумановску бању, и колку имате проблеми да дојдете до Кумановску бању, затоа што нема табла за едну од најдобри бање на Балкан. Нема никаква табла, ама тоа го решив едноставно, дојдов со сопругата и таа каде ќе ми каже да одам, јас одам и никако да, тука нема шанси да сгрешам. Опасни сте ви, тромеѓанци, по потекло, да. Навигацију си имате, супер. Да. Добродошле у Куманово, добродошле у Ауру, ресторан, Куманово спа, Кумановску бању. Убав е ден, вручо, дугачко лето ни се учинуе. И вчера беше Свети Петар и Павле. Шекспира немамо, од Шекспира у Куманово само трагедија ни останасва, ама водејќи се по еден од ваши последни текстови Шекспир или Колбас, затоа имамо добри кобасице и суџуци у Куманово и добро ќе ве пречекамо. За старт 50% сме успеали. Или. Нема никад да забраву што имате напишано у едну од ваши колумне, све ми се чини дека беше у Теа Модерна издадена колумна, одамна е било. Викате, најголемо зло е кога се трудиме секому да му угодиме. Многу ме тој погоди, веројатно ради возраст, била сам многу помлада, више не се ни сеќам Теа Модерна кој у 90-ти веројатно искача магазин. Тогаш и јас бев помлад. Да. Многу ваши речи су оставиле длибоко, би кажала, влијание на читатели. Сега, има луѓе што пишуев и има луѓе што не читав. Што ви, освен да бидете хроничар за Скопје, како што ја преко своји колумни сум била хроничар за Куманово, од што друго сте живеле? Од што друго сте наплаќале хонорари? Од што друго сте биле ужаснати на овој свет, у овој општество? Тоа се повеќе прашање. Да. Па јас сум работил многу различни работи во животот. И работи кои немаат врска со пишување. Пишувал драми, телевизиски серии. Никој сум немал план конкретен што да правам и како. И ја пишувам се уште затоа што се уште успеам да се изненадам од себе и тоа ми е интересно и занимљиво. Инаку не би пишувал. Затоа што мислам дека пишувањето ме прави малку подобар или помалку лош. Тоа ми е некоја моја лична терапија. Така убаво се осеќам. И тоа за угодување на други, тоа
ја мислам дека човек треба да биде добар не заради некои обштествени, педагошки, демагошки причини, туку ради самото чувство. Кога си добар, убаво се осеќаш. Значи, заради емоцијата треба да си добар и ти кога имаш таква емоција и тие околу тебе добро се осеќаат. Во таа смисла. Така да, па сега за Скопје еден Джеймс Џојс пишувал само за една улица во Даблин. Па го смета за еден од тројца најголеми писатели во светот, покрај Достоевски и Кафка. Ја дури пишувам за цело Мал. Значи, по-амбициозен сум од него. Легендарен Цане Курбла. Па да, битно е, добро сте со ова општо место, битно е како, а што да се пишуват, напишано е уште во антика. Значи, мене ме интересира обични секојдневни работи, ако ги осветлам со друго некое светло и ако ги погледнам од друг агол, и тие добиваат друга димензија, друго некое значење и тоа го правам ја од а истовремено големи митови, лични светски заблуди сакам да ги демистифицирам. А од малите обични нешто да направам настан еден, во кој ќе се најде читателот. Да, па видите, Братислав, ви сте го имале Цанета Курблу, ми смо го имале Куманово Цанета Водара. Цане Водар на точак на оние стари точкови донасаја баш од овој кумановску бању воду на луѓе за паре. Зашто наша е вода многу лековита. Тоа е отсликување на ликови у едно мало, у еден град, освен сатисфакцију дека сте подобар човек и дека пренасате некоја емоцију, што друго ви има помогнато, да кажу, у живот? Освен да бидете препознатливи, да бидете нечи идол. Па има една изрека дека пишувањето е внатрешен императив. Значи, јас за многу работи сум старомоден, но не сум само старомоден. Не сте стар, него сте старомоден, да, тоа е добра фора. Па добро, да. Пишувањето е старомоден медиум во суштина. Да, па затоа прашуju. И како може да се живи од такво нешто, затоа што немаше пуно време. Да, треба да пишуваш ако едноставно не можеш да не го напишеш тоа. Значи тоа е Па макар на Фејсбук. Па сега на Фејсбук најмногу се чита. Жалите ли за стари алатки, за оној УВЦ, кад се идеше с илустровану политику или с... Па не, немам ја пишувам со љубов и емоција за тоа време, ама не, пошто имам доста хумор и иронија и само иронија, и тоа не е она класична носталгија, затоа што носталгија е еден чекор до сентименталност, а пола чекор до, да кажем, плачење или липање. Така да, не знам, ја немам сега, кога ме прашувате, никогаш не сум имал некој концепт за пишување, сум следил некоја интуиција, сум гледал од мене да ми биде интересно. Уметност е естетска игра. Јас си играм со текстот. И си комбинирам, и кога е тажно е смешно, кога е смешно истовремено е тажно. Така сум дошол до тој некој мој стил, да кажам. А најмногу влијание имала музиката врз мене. Само ја немам дарба за жал, инаку ќе се бавев со музика, пошто музиката е совршена уметност, најголема за мене. И сум слушал различни... А ви правите преко ваши речи блуз за наши душе? Па да, па видите, во дамнешни времења во Југославија беше познат тој
сукоп на книжевној левици. Значи, судир на литературната левица. И сите овие модерни писатели, напредни, нели, има брилјантен манифест, концепт, идеи. Арно, ама никој од нив не стана писател. Овие што беа конзервативните, тие дури, Иво Андрич добил Нобелова награда. И да не ги редам сега. Конзервативци су од увек биле похрабри. Самиот медиум е убава смисла старомоден. Затоа што се бави со некоја етичка и естетска азбука. Јас, например, сум многу строг према тоа што го работам, да не кажам и суров. И прво сопругата моја чита, ако ми каже дека е добро, тоа е за мене супер, пошто навикнала на моите глупости, на моите, да не кажам будалаштини. И еден другар имам добар читач. И така да на читателот сакам да читателот не треба воајер да биде. Ја не успевам секогаш за жал, ама се трудам да напишам текст во кој читателот ќе биде коавтор, значи учесник, не воајер. Значи ја да го потсетам читателот на некои заборавени работи, кои јас сум ги заборавил, на некои едноставни животни ситуации, затоа што ние сме под притисок, под некој мит на откаченост, на мора да бидеш духовит, мора да бидеш екстравагантен, мора... Сме заборавиле да уживаме во едноставноста. Тоа звучи банално, ама тоа е многу убаво. Човек кој има едноставни чувства, кој има тишина во себе, мир. Превише ги комплицирamo работе. Постои некоја ужасна ментална екзибиција кој што си го непотребно предизвикуваме. Баш е ментална екзибиција. У свет на нарциси и златоусти, ви сте златоуст, ама па с обзир на тој у кое време сте родени, ја не би кажала дека сте многу по... Ви сте по-духовно, ама не сте у оној смислу на Херман Хесета златоусти и не го релативизирате Бога. Све ми се чини. Преко ваши текстови ја и тој го дознавам, успевам да го протумачу. И уствари ми не треба да го протумачуваме све, треба да го спасимо. Кратко писмо до Господјата смрт. Да. Пред известно време. Да. Едноставно, многу добри и мои блиски, и познати луѓе, па осетив некоја голема тага, гнев, револт, се ми се измеша и морав да го напишам тоа. Да. Значи, тоа е вака исповеден. Ама не беше патетичен. Морам да кажам. Нема патетика, тој никаква. Опасно се движите од логос до ерос. Мора... Испреплетуете ги мајсторски. Ова има симптоми, да кажам, некои на литература, некои вируси. Не, моите колумни... Па још и скромни сте, добро, па симптоми. Голема литература мора да има ерос и танатос. Тие се две енергии најважни и основни во човечкиот живот. Рацио, прво рацио. И па често ми замераа дека има тажен крај приказните. Сега тоа е банално, сите го знаат. Уште Толстој кажал дека сите фамилии се среќни на ист начин, само несреќните се несреќни секој на свој начин. Така да тагата, нашиот однос кон нештата е важен. Тоа што се случува надвор, да не кажам, скоро воопшто не е важно. Тагата знае да оплемени, да облагороди. Значи... Тагата има своја метафизика. Па сигурно, и е некој вид катарза, на некој начин, прочистување. Така да од нас зависи
Каков однос имаме кон нештата? Ви дали сте за бугари или за срби? Постои опасност да се правам паметен, да смениме тема. Може да смениме тема. Еве, конкретно прашај. Тоа сега да кажам исто, некои места, али среќа, ја долго ги пишувам колумните. Во живо кога ќе ме сретнат луѓе, скоро редовно ќе се разочаруваат. Пошто чекат да бидам духовит, поетичен, да бидам луциден. Ама тоа е невозможно, затоа што јас ги пишувам со денови и ноќи. Па треба и говорот е еден медиум, пишувањето е друг медиум. Јасно ми е, тоа е... Внимавам да не солам памет, народски кажано, тоа е многу непристојно и некултурно. Најпаметна работа да ја знаеш на светот е глупаво некого да му ја... Тоа го одбегнувам, Па нема такво нешто, не сум приметила дека има некоја интерпретација. До сега барем на добар пат, затоа што ја коментарите и тие лајкови ги гледам, ги читам од професионални причини, не од нарцисоидни. Па има тука малку и нарцисоидно, сигурно. Мора да има, нормални дози. Мора, у нормални дози. Као што и тремата е корисна од нормални дози. Добро е, читале смо го култура на нарцизам. Да. Последен текст, например, 5-6 луѓе сами ми откажале пријателство. Или после некој друг текст, нови читатели некој, тоа им се допаднало и викам, добро е, значи не повладувам на публика, затоа што ја знам доволно сум стари, и приватно и професионално, знам што поминува кај читателите, а не го злоупотребувам тоа и мислам дека не е фер. Не би кажала. Треба ја да ризикувам. Значи, да не идам, да не бидам зихараш сега, знам што сака публика. Да, тама работата не знаете после толку. Долго време се бавам со тоа. Па, тој ме интересира дали некој се лично, освен што ќе се повлече и нема више да ви биде пратилац на Facebook или на некоju социјалну мрежу, дали некој се конкретно нашја увреđен и изненаđен и дали сте можда добиле тужбу за напишано. Сега малце идемо у сферу на не на слободу на говор, на слободу после говор. Затоа што иронија ваша може многу да се... Јас сум лирски циник. Не сум само ироничен, туку и ироничен... Welcome in my club. Ироничен... Лирски ироничен. Лирски ироничен. Иначе на Фейсбук, ако не те пцујат или ако не те кълнат, веќе си успешен. Значи... Ако не те пцујат и ако не те кълнев, веќе си успешен. Веќе си на пат за успех. Затоа што знаете што се случува тоа. А сум имал 2-3 коментара, така, ама не... Загадочни, злобни, од лажни профили? Не знам од какви. Ја во почеток, јас имав Фейсбук, па го блокирав 13 години. Да. Во мене беше грешката, не знаев како да работам со него, се испокарав со сите, место да се социализирам, станав дивљак и антисоцијален тип. А да не сте уствари... Ама добро, им дадов... Ви уствари сте го кажувале истина. Вака беше. Беше, мислам, петок, им се извинив на сите и реков дека во понеделник ќе го затворам. Имаат шанса сите да ми вратат, што се навредени и неизнервирани. Рок дадов шанса и го затворив. А после го отворив заради читатели. Тоа е медиум. Да. Читаат. Да. И сите ги прифаќав, и на сите нудев да имам фонд на читатели. После малце подзачистував. И мене ме позачистувале, ама и ја со време. Затоа што не трпам насилство и простотилак. Јас сум роден во класично мало, на улица, на Корзо. Да не изигравам сега некој аристократ. Не сум од Лихтенштейн, да Тафталиџа сум. Не, кажете си слободно. Јас сум за Куманово Симон де Бовуар, а ви сте Жан Пол Сартр. Цел Сартр. Еве, а не смо нарциси. Па не, простотилак и
и насилство од било кој вид, природен отпор имам према тоа. Тоа не поднесувам, како што не поднесувам некој благо многу, шеќер, така и тоа. Значи, не е тоа моја филозофска одлука. Предпоставljаше пред да ве сретно. Отпор, да. Природен. Оно што викате, до сега само не може да се сложи со едно, тоа што викате дека луѓе се разочарав, а кад ве сретнев уживо, тој ми некако звучи како кад имате до себе комичара или глумца или мало дете, ај кажи го тој анегдота, ај кажи го тој виц и луѓе се овојали. Исто има за... Има тоа, мене ми се случило, сега ќе кажам, ја тоа не сум го. Јас сум бил на вечера со Ванеса Редгрейв и Харви Кајтел. Тие заедно имаат 6-7 Оскари. И не дека сум се разочарил, кога се тие на дистанца со тие Оскари, тие ти изгледаат како, да кажеме, полубогови. Кога се сретнеш, баш кога ние седевме до Сабајле, до 3 саат. И тој Харви Кајтел е од Бронкс. Тоа пред малку го разговаравме. Пепи Мирчевски, Петар Мирчевски бие другари, колега, заедно студиравме, он е од Бајрот. Сега Битола има Бајрот, Њујорк има Бронкс. Ја ги знам тие ликови, некои суштински работи се исти. Одлична паралела. Па да. Одлично. Значи, заеднички се, исти се, да кажем, у некои аспекти тие ликови. Па исти су. Па да. Исти су. Исти су и вика тој супер пренасате. Не, ја реагирам, извини, само на прашање. Ја реагирам, например, ако има дезинформација некоја заради читателите. Не дека... Препуни смо сега со па не, да ми напише, дезинформација. например, многу малку луѓе знаат. Се ова, како му кажам на некој, дека 7 дена ги пишувам некој од странство, ќе каже дека овој е неписмен и малумен, толку долго напишува. Ја прашувам, например, еднаш напишав Тафталиџа е погрешен наслов. Значи не се вика тоа мало Тафталиџа. Јас се јавувам во Институт за фолклор и викам, имате ли некој турчин, барем магистар? Баш таков имаме. Јас сум го заборил, како дете знаев. Тахталиџа е оригиналниот наслов. Со Х. Со Х. А ја еднаш во колумна напишав, викам, во тоа време било модерно без предни заби да се оди. Го прашале, кај живееш ти? И тој место Х, фу, кажал. И така го запишале, така останало Тафталиџа. Тахта, значи дрво, илиџа вода, тоа е кованица. Од 2 турски збора. Ево Скопје има пазар, Буњаковец. Да. Тоа е погрешен наслов. Не се вика така. Наташа Беклавец се вика или Беклавац? Наташа Беквалац. Да. Тоа е Буњаковац. Аха, Буњаковац. Тоа е презиме на војвоđанска фамилија. Добро, ми кумановци си го викамо Буњаковац. Македонци кои сакаат... Зашто се ужасавамо дали нешто ќе личи на србизам или нешто ќе личи на... Не, тоа се да кажам, која сакаат српски збор да го направат македонски, сега, кај што има става. Да. Петровец на море, не, Петровец на море. Да. Не ми кажасте, за кога сте, за Срби или за бугари? Еве сега тоа е актуелно, да зборимо за актуелности. Сега е више модерно. Не ми е тоа актуелно, јас сум добар, имам одлични пријатели во Србија и Бугарија. И ама приметуете го атмосферу на поларизацију на дали си србин или си бугарин. Па види... У време кад немамо ни за леп, а имамо за кобасицу. Види, мене политика ме интересира како судбина, не на дневно ниво. На дневно ниво е банално, сите се бават со политика на дневно ниво. Значи, ајде да не кажам, ова е преамбициозна, во античка смисла, значи политика како судбина.
Ако таа се бави со мене на тој начин, и јас гледам на тој начин да пишувам, да кажеме, да се бавам. Империја узвраќа ударац. Да. И ја руши. Да, и ја руши, нормално. Не можу да прашам човека како вас што е, дали е југоносталгичар, али можу да прашам човека како вас, давам си го ту слободу сама на себе. Прашете што сакате. Значи да се биде југоносталгичар у време у кое што живимо сега, у овој момент? Па за мене значи дел од животот кој да правиме му обед с таксисту, како е било убаво порано? Што значи да бидеш југоносталгичар? За мене значи дел од животот, спомени кои ги чувам, кои се подсетувам, но тоа не значи ја да кукам и да плачам за држава која одамна ја нема. Мислам, за мене е тоа бесмислено. Секој во суштина радикализам носи грубост на емоции. Не е важно каков е. Ако бидеш ептен или ептен против, и тоа е еден вид радикализам. Демек ништо не чинело тогаш и напаѓаш, што е исто глупаво. Така да... Па да, ама и у тој време и денеска провлечува се нешто што го имате и сами напишано, а тоа е зашто мора да бидемо нација или народ кој или си за, или си за нас, или си против нас. Си извинувам, ја затоа ставив пред книгата моето мото го ставив, затоа што ја не можам во еден текст да бидам се да ставам да објаснам, не ја не објаснувам. И затоа ставив моето животно и пишувачко лото е како го замразив социјализмот, а никогаш не го засакав капитализмот. Ето тоа е одговорот. Еве ga прав одговор. Да, тука стои. И права книга на право место. Како да сам ga прочитала, тако ја поставljam питање, да. Добро се. Ама некако насетуju низ ваши текстови дека Па ја пишувам со љубов, тоа не значи по дефиниција носталгија. Ама пишувам и со иронија исто. Да, видите како допира тој, дека не е страшно ни срамно да се каже дека смо ga презирале у едну меру социјализам, а дека многу с повише презир и отпор ga дочекасмо капитализам. Не е срамота да се каже дека си старомодан по тој питање. Глупо е да се цитирам се, баш у последната колуна. Значи, кога те боли зап, најмногу денес те боли. Да. Не може пред 50 години да те боли. Повише да те болело. Повише, да. Нели? Така да, тука е тој парадокс на животот и да спомените и да... Не би с овакъв сензибилитет, с овакъв не само разговор, с целокупну вашу кариеру, не би могала да замислу дека сте биле кандидат за градоначалника на Скопје. Не дека не би биле способен. Вака беше тоа. И уопште не се сеќам, подсетите на коju годину беше тој и у какъв политички моментум смо живеле так, затоа што веројатно сам била надвор од Македонија, од нашата држава, и не се сеќам. Ми понудија Павле Трајанов и Никола Младенов, Бог да прости. И ја им кажав дека не знам, мојата работа е да си играм со политика, се зезам, не да бидам политичар. Тоа е основа на пишувањето, не може... И бев со драмски театар во Гренобел на фестивал еден светски. Ја го работев текстот од Чехов, правев превод, па монтажа. И им реков, кога се вратам од Франција, од Гренобел, сега не викам да. И тогаш една новинарка Вики Зајкова, што водеше за театар во Сител. Да, за театар беше, сектор култура. Така, и таа слушнала дека они направиле прес, ме предложиле. А ја мирен цело време, не ми се познава дека сум се кандидирал. И таа беше шокирана, се чуди, ти вика кандидат, каде, немам појма. И они рекле, ќе го кандидираме. Така испадна тоа. И сега најдов една слика, фотографија моја, токму од
постерот мој тогаш, кога бев кандидат. Од кампању, тој. Да. Ама тој е пред 25-6 години. Затоа викам, не може да бацира. Пред 26 години. И сега, 4-5 кандидати бевме, не ги спомнам имињата. Едниот кандидат победи во прв круг со 120.000 гласови. Добро. Ја добив 1793. И сегав да напишам, не ми кажаа дека лепота и памет одлучува, немаше да се кандидирам. Така да... Управо за тој су потребни на македонску политику луѓе како вас, не ви ласкам, ама... Не, види, сега ќе ти кажам. Значи, сега Скопје е град на култура, 2028, така? Да. Па ме викна, ја имам идеи и ги кажувам, дури ме викна некој состав, да си не е битно. Значи, според мене, град треба да има двајца градоначалници, како театар, технички директор и уметнички директор. Да. Значи, среќа е ако имаш тоа во еден човек, или тој што ќе знае тим да направи, затоа што сте го гледале филмот Багзи. Да. Значи, мафијаши одат и Уорен Бити Багзи, му вика застане, излегува и пустиња, сите непрегледна. И една реплика кажува, овде ќе направам рај на светот. И направи една од најпрофитабилни фабрики во светот, Лас Вегас го направи. Овие немаат фантазија, креација немаат. Немав ни смисло за хумор, па бар да направива, уствари имамо ми фабрику. Имамо ми фабрике, колку сакате. За фабрике хумор? за ништо. За хумор треба фабрика. Фабрика треба за хумор. Имамо ми фабрике за ништо. Произведува се ништо. Значи, уште Никола Тесла го кажувал тоа и други гениални дека ќе се бавеле со екзактна наука, но сметале дека без фантазија, без креација не може ништо да пронајдат на овој свет. Па дури, па да. Па еве и првиот човек кога варале кафе на жар надвор, која рекол дека ќе направи решо, го однеле у лудница, тоа било шок за тоа време. Едно решо која рекол дека ќе направи. Да. Значи... Управо Никола Тесла кажаа дека креација и фантазија и тај духовност, продуховеност, да го кажеме. И Ајнштајн го кажувал, и Бертан Расел. Никола Тесла го споредува уствари... И ние сега. И ми сега го кажуваме. Да. Дека прави, споредува го креација човечку со светлосну енергiju и може да биде обновлив извор. Само што има многу надворешни влијанија кои што знаете дека може да се угасив извори, не да се угасив по пут на смрт, на тој природен феномен. Да, него угасив се на други начини. Сакав да не угасив. Мојата идеја базична е многу едноставна. Значи, сега зборувам за Скопје. Значи, тоа треба да биде град во кој можеш да летуваш. И ме прашуваат како што. Па многу едноставно. Значи, градот има 3 реки и сите ги доживуваат како терет. Па ти еден лепак го доживуваш како терет, ќе го одјадеш, камоли реки. Да. И Саре, например, се дава на некој инвеститор тотално бесплатно, дури и без данок долги години, да направи, например, тениски игралишта, летно кино, сега да не редам, базени, ова. Сега ти сабале си одиш таму, дома се спиеш. Другиот ден одиш на Матка, тоа е Божје место, преубаво е таму. Ма треба инфраструктура малку да се оплемени, да се... Треба. Да. И пак се спиеш дома, значи... Вардар, може ли да купат, тоа е скапо, ама барем, ако не одеднаш, на неколку години, оние филтри за реката. Јас сум бил во Милхем ан дер Рур, кај што учевме дека е најзагадена Рурска област,
И со мојот внук се шетавме и дното на реката се гледаш. Почиста вода некој извор планински. Така да проблемот е што одреден тип на политичари се наметнуваат и луѓето не препознаваат. Во Југославија беше, например, политичар намрштен, до кисела вода, загрижен, па оди во фабрика, па гледа машината, ја гледа тој што е шеф на халата, па као мисли, нема везе. И тоа ствара еден модел кај луѓето, еден шаблон на кој може да се... Јаш па ако носи кравату. Така е да тоа е така, за жал, сегде во свет. Ние се жалиме на наши политичари од 1,5 милион народ. Држави со 330 милиона какви абдали ги водат. Тоа е неверојатно нешто. Значи, од 330 милиона избрали некои неверојатни будали. Да. Така да... Па да... Ова не е некоја утеха и оправдување за нас. Не оперирамо со утеху. Али, па уствари викате, ако е вистина дека народ има само таква власт, каква што ја заслужува, кога ќе ја заслужи, ние воопшто да ја немаме. Да. Брилијантно. Брилијантно кажано. Зашто не бива? Нас не бива. Не бива, за да не бива. Може и така да се формулира тоа. Нешто не бива. Ви како... Види, секој човек има барем една дарба. Значи, поентата е таа дарба да ја развива. Дали за столар, дали за музичар или писател и ова. Значи, треба да има систем што ќе овозможи да се... Како бато да го развива дарбу некој јак ученик, ако некоја студентка после имало некоја ревизија што е имало на факултет Свети Кирил и Методи, мислу дека беше, нели, државен универзитет, куде што, усвари, не е ни битно кој универзитет. За еден месец откриле дека положила 14 испита. Па генија може да била. Значи, како да го развива јаки ученици? Како да го развива ученик што е скубан за косу, док негови ga другари снимав и ga омаловажуев? Мене ме сретна сега тоа го срушија на саем што беше во Скопје. Да. Тоа беше одлично и за саем на книги, за намешти, за се. И една моја наставничка од гимназија. И она ме читала. Ја пишував во многу вестници различни, и утрински вестник, и дневник, и жена, и она вика, Братислав, ти многу, вика, би се допаѓа тоа што го пишуваш, вика, ти немирен беше и двојки, тројки, па викам, професорке, никој што бил бубалица не станал писател, мора да е битанга некаква. Инаку тогаш ни дава патриотски теми. Ја учев у... И да га слушате Здравка Чолича, па нормално. Не, уште, покас, јас сум уште постар. Тука сме негде. Нели кажа смо старомодни сме, не сме стари. Ни дадоа патриотска тема, она соцреалистичка. И ја писмена работа напишав љубовна приказна. Затоа што ви сте га бато социјализам третирале како уметнички перформанс. Па веројатно нешто има. И таа ми стави тројка затоа што сум промашил тема. Ама па кажа дека најдобро сум ја напишал, па ја читаше мојата писмена. Дарба. Така да, тоа беше правило. Една друга тема пишував. Мора тројка да ми стави. Да. Така да... Сами си ги лекторирате текстови, нели? Да. Да. Затоа рано почнувам, за да имам време. Зашто викате дека сте строги спрема себе и дека по неколку пута читате? Што знам, и колку пута преправljate? Знам дека секогаш може подобро, дека значи избегавате го тему за
политику за толку сакам да ве прашам Не. за демократски Не. сојуз. Постои ли још демократски сојуз? Секој- Каде се изгуби Павле? Не е битно таа. Не е битно. Значи, секој јавен настап во основа е политички. И во мај да пишуваш за љубичици темјанушки, пак е тоа став. Пак е, значи, самиот јавен ангажман по дефиниција е политички ангажман. Тоа може да значи иронија на контекстот. Сите се бава со политика, ти пишуваш за цветиња. Добро, Значи- па од Скопјани, тој годину кад сте биле кандидат за градоначалник, могуче ли е да имало тој време и колку би имало овој време гласачи за вас? Само 1000, колку кажасте 1760 со смислу за хумор и иронiju? 5-6 дена страдав. Ми беше тешко. По години бе. Што од замор, што... Не, тоа се премалку, да добиев 4-5 илјади, тоа е више некој фонд, да кажеме. Да. Можеш бизнис со 5000 евра, со 5 не можеш да почнеш. Да. Па после викам, па луѓето не ме препознаваат во тоа, а ме читаат. Па супер, значи они ме задржале на правиот пат. Па да, како некој репер беше тој, некоја... Па сакам да кажам, прво бев луд, разочаран, ама после им се захвалив во себе. Викам, па они ме упоменале, батали тоа, така да, Да. тоа е, point of view. Баш point of view. А не ми кажасте кој ви беше слоган, мото, имате ли на тој постер што сте го нашле? Многу ме интересира тој. И дали сте го сами Не се смислиле? сеќавам. Не се Кој беше? Не сеќавам. може да ми текне на Демократски сојуз имаше слоган, ама сигурно Тогаш чим, беше чим не се сеќамо, значи не е било некое одлучно можда. Па не можам да се сетам. Многу одавна беше и ја не бев нешто пре... Ја излегов од студиото беше од А1. Од директен пренос. Да, не сам, Напуштив студио. не можу да Па не е вака. да се сету на тој. Кој ве бе- највише изнервира? Водител, мислите, на емисија или Не, гости? Не. Провокација Имаше беше? една докторка, кандидат од Комунистичка партија на Македонија, тогаш имаше, и Доктор. Ристо Пенов, Анđелко Ѓорчев, на Владко Таткову. Фуфо беше, Љупчо Николовски, Фуфо. И кога дојдовме пред А1 телевизија, жената не ја пуштија да влезе. А таа мене ми полемизираше и иако ја немав шанси да победам. И тој е Анđелко Ѓорчев. Го кажав, така? Да. И ово е На Владко заборев татко, кажа. таткова, да, Да. ама уште да имаше тој пилот беше во. И он ме прашува, вика, зошто не ја пуштаат жената? Ја викам, поима немам, викам. И рекле дека нема рейтинг, да не губат минутажа. И ја му викам, ја имам огромен рейтинг и си излезам од емисија. И тие им беше смешно. И ја, прво е тоа дама, второ и ги имаше сите документи за да биде кандидат. И тие не ја пуштија. И ја напуштив студио од принципиални причини. Затоа што тоа не е фер. По ниједна основа не е фер. Па свака, па наравно дека не И е тоа фер. одеше директен пренос. Среќа па немаше толку феминизам, иначе да е во овој време растргнале би ги медиуми за такав некој потез. Абе, тоа не е човечки. Али не е човечки. Првенствено не е Така човечки. да... Да. Мене професор, со мојот професор еднаш пиевме Љубиша Георгиевски. Кафе во Драмски театар. И некоја тема беше кого ставаат, каде. И он каже една многу практична, многу паметна работа. Вика, бато, не се толку глупи политичарите кои што сметаме ние. Тие, ако те стават тебе на некое место, знаат дека ти ќе чутиш 3 месеца, 6, ако издржиш, вика,
после ќе ги отераш. Тамо куде што ги е место. Да не очекуваш, вика. Толку не се глупи, сепак, вика. Така да... Да, Љубиша вие бие професор. Тачно, Да, Љубиша Георгиевски вие бие професор. После студија сте отишле да живите, па имате живено и у Лондон или пред студија? Не, тоа пред. Пред Норвешка, Лондон, Амстердам дури. Па да. Дали Убав е Амстердам. не верую дека сте човек, и покрај тоа што не ве толку добро познавам, не верую дека сте човек кој се кае за нешто што не е направија у живот. Али ипак морам да питам, ради гледачи наши, дали се каете затоа што не сте останале тамо куде што сте живеле, у тој западну европску цивилизацију од кој што не знаеме у денешно време дали да се ужасавамо или да го воспевамо? Јас сум седел затоа што ми било интересно и убаво и сум си отишол кога престанало да ми биде убаво. Толку едноставно, не ли? Па многу едноставно е, нема тука. Да. Со што сте се бавиле тамо сте пишувале? Не може човек со ваш дух да престане да пишува или не? Не, па ја бев многу млад тогаш. 21-2 години. Па се вратисте, нели, после после, Лондон, да. Амстердам, Норвешка, па и решисте да се укотвите со сидро Па напред. работев ја тука, например, работев како студент на бензинска пумпа на Белви. Во пред влезот овој. И нас ни беше тој свет интересен, затоа што социјализмот имаше една сива варијанта. Само едни самопослуги. Па во самопослуга место пари, кусур во мастики оние ти враќаат. Едни како цигари, тоа никој не ги купува. А еднаш им направив, собрав еден куп од тие, нешто купував, пола пари им дадов, пола им на каса дадов мастики и не ги примаја. Викам, тоа е платежно средство. Шефот го викна. Кусур љубави. Овек кусур што сте ми го дале вие, викам, дај му, викам, да не се расправи. Така да, у тоа време сега, така не изгледаше тој Запад. Музика, филм, Холивуд не беше поблиску од Куманово. Свака друга е била ко Мерлин Монро по скопски улици, не? Тој свет не го сакам, затоа што е базиран само на материјалното. А светот е духовен. Еве, не е духовен, туку е и духовен. И духовен. И Али учимо од најболи, од увек смо биле да научимо од најболи. Учимо, ми достигнасмо го никогаш не го полош вака светот, затоа што имало и порано војни, имало сиромашти, имало глад, имало болести и се. Ама сега се уништени најелементарни вредности, најбазични, Затоа и пишувам ја, поред другото. Знаете што не ми текнува за време спомнасте вируси, болести, у време кад го криев вакцину за рак од нас, нели, од човечанство, не можу да се сету ни на период док беше корона, тој светски опасен вирус, дали сте имале некои текстови, покуша да најду, некако не ми е разбистрен у главу ваш став за корону. Па почна да ве замислуju како Па не знам ја почна тоа. да ве замислуju како евентуално градоначалника на Скопје, како би се справиле у тој ситуација, али немам информација, не ви го знам став. Ако не ви е тешко да ми го кажете, Тешко ми интересира ме. е, затоа што ми е... Не ја познавам темата доволно добро. Не можам да зборувам на таа тема, ја многу. Не, зборимо за антиваксери, за вакцину ли сте, за не ли сте, ке не Па сега- спасили вакцина, ке ни угради флит чип. Од тој аспект. Па добро. Од тој аспект. Мене Супруга ме ви е интересира. медицинско лице, Не, сигурно добро. имате некој... Значи, јас сум растен на марксизам и дарвинизам. И тоа ми е преку глава. Сакам ја духовни работи и овие што ги нарекуваат теорија на заговори. Читам ја, тоа се ме интересира. Ама не можам да
кажам децидно, има елементи сомнителни, затоа што криминалот сегде е навлезен. Добаре за паре ли беше све? Поготово во фармацеутска, зашто лек мора да се купи. Патики не можеш да купиш, ама лек мора. Така да немам дефинитивен став да кажам дека е тоа. Затоа што од друга страна тие вакцини спасиле и милиони жители. А овој пат имаше доста и кај нас сомнителни и во светот, имаше спорни овој. Многу. Многу, Многу, ама нема се некој конкретен текст, колумну за не, тоа и за такво нешто. Тогаш немаше каде да пишу. Немаше кој да ве објави. Многу ми се свиѓа збор и мислу дека ви треба да се потпишете како автор на збор бадијалчење. Многу ми е убав македонски збор и покрај тоа што не се прави ништо. Стално го користите бадијалчење. И убаво е да не се прави ништо и убаво е па и да се нема, морали за све да имамо став. Морали да имамо и за политику, и за корону, и за све. Што мислите за луѓе што упорно се протурав по медиуми да га кажев свој став? Па Фејсбукот има и како да кажам се. По телевизија не мора банален пример. Некој водата ја користи да угаси жет, некој ја користи да удави некого. Значи, така и тоа. Од една страна луѓе најобични што немале никаква шанса, добиле шанса да кажат нешто. Од друга страна, колку е што е добро тоа, толку е катастрофално. Пишуваат милиарда глупости. Така да, сметам дека треба некој ред да се воведе у тоа. Ред. Да, без ред не бива ништо. Не бива. Како постана стварно како да живиме у безреди и тоа е оно на млади што најне им се свиѓа уствари. Кад кажа на луѓе од мој делокруг, не него од моје непосредно обкружение, на мои драги луѓе, дека ќе ми бидете гост. Еден од нива се вика Драган Денковски, читател е ваш, поклоник на ваше дело, да кажу. Он е иначе еден од творци на наш интернационален фестивал на кратки филмови Филмај. Па даде си некако слободу да го прашам njega, па и он си даде слободу да ми одговори с некои прашања до вас, кои што стварно би ми било мило да ви ги поставу у негово име. Може. Братислав, кад би бирале хронотоп, време и место од свој живот, у кој би сакале да можете да се завратите, кое време и кое место би било тој? И дали тамо и тк на тој место би сакале да проведете неколку сата само како дух, односно како посматрач? Или можда би сакале тие ваши места и тие ваши луѓе да можете да ги сретнете у овој време, како што сте ви у данашње време? Не сакаме да се враќам никаде. И ја живеам со тие луѓе што не се живи. Имам некоја конекција во спомени, во приказни и Како веско приказна? Добро, тоа е општо место се. Детството е најубаво. Да. Сепак во детство би се вратил. Да. Затоа што детето на најубав начин гледа птица. И тогаш најточно ја гледа. После доаѓаат родители, наставници, мудреци, му објаснуваат што е, која птица, како е, што е и му ставаат перде пред очите, уствари. Значи, таа чистота на поглед. Менјав му го перцепцију на птицу. Па ја, еве, се, ќе ви кажам искрено, од мене има многу пообразовани, драматурзи, поинформирани и се едно. Јас се сметам за добар за тоа што тој сум го задржал тој детски поглед. Мене не ме интересира
чиј е текстот, кој е режисер, ама воопште, јас сум одбил текст на, нема да спомнам име, на Моćни луѓе. Спомните. Што значи моćни луѓе? Па, значи, во секој поглед, во лектира се, во власт. Аз сум предложил текст на студент од факултет. И немој да ми кажете дека не е бија прифатен. Па да се види, зависи од директорот, онако си го чува местото, нема да го прифати, ама тогаш дојде еден славен режисер, Пауло Маджели, во театар и он го спомна текстот, а ја го предложив неколку месеци пред тоа. Така да, тоа е време најубаво, затоа што ние имаме исто на пресија, мит, на информираност, на ова, тоа ништо не нас. Јас кога сум бил дете, сум мислел дека светот завршува шарпланина, водно, дека од друга страна нема ништо. Дека и сум бил пресреќен. Што би направило информацијата и знаењето, нешто да не ме усреќило нешто? Не. Добро, барем знаете дека не е рамна плоча, земја. Како не ве усреќило? Не сум контролирал. Добро. Има, тоа го спомнав Дарвин и Маркс, значи, глупо е само материалистички да се гледа, а од друга страна и сепак не е реално да се гледа само конспиративно, дека во се има конспирација и ова, иако има. Но без разлика на се, битно е во тебе што има, тоа е најважно. Најважно, тачно. И како се таа енергија и пренаса на луѓе около вас, свакако. Имате пишано, маж без машна и жена без ташна не иде. А иде ли град да биде без театар, без книжару, без кино? Посебно, ако кад помислимо на Кумановски театар, кој со вашу представу е малтене рестартиран после чудан, нерадан период на прелаз од 80-ти у 90-ти. Па има ли град? Може ли да постои град? Не држајки се строго до Черчилову познату. Тој више бидна и флоскула што го употребував политичари, дека уништите ли го културу на едну нација, уништиле сте се, али тој... Па добро, нас низ векови што не одржувало? Народна музика, ора, носи, ритуали, обичаи, да не случајно не одржувале инфраструктури или не знам... Не, чорбаджие. Значи, тоа е алфа и омега, есенција, суштина на едно постоење, и лично, и национално. Како сме обстанале? Само ради тие суштински работи. Иначе да, ме посети, тоа беше многу опасно време. Тогаш Словенија беше излезена и Хрватска од Југославија. Имаше тука спорни моменти со ЈНА, и мојот текст до премиера доживеа во Кумановски театар. Да? Па другите театри рекоа да, супер, ама не го игра. Млате Драган и сеќа се, да, ама сеќа се, да. И професорот мој вика, нешто овие... И тогаш Риста Стефановски беше некако во сенка уметнички директор. Томе беше истински директор, а Усенко беше тачно, да. И тоа е анекдота на средба на академија на ФДУ. Си се жалиме со професорот. И он не слушна на неколку метри и Љубиша, ти се опаѓа текстот, довеле да. Сабота беше, понеделник, кастинг, печатење на текстот, среда прва проба, одма. У тоа време. И текстот се викаше Бисери и свињи. Да. Да. И сега ја глупо е да го коментирам, ама малце се... Уопште не е глупо. Се подисплаши, не сака да се закача на темата. Тоа беше екстра... У време на распад
и војна, ја напишав текст баш у таква опасна ситуација. Да. Значи сум се бавел и со опасни работи. Како не. Никој боле од Братислава Димитрова го не може да каже дека најубави крушке свиње ги едев. У преносно значење, наравно. Па еве и тоа... На театар и надвор од njega. Кратко писмо што го напишав, то во еден момент посетив тага, болка, гнев, се ми се собри и затоа го напишав. Одеднаш, тие 6-7 реда до Господјата смрт. Да, знам. И тоа беше, така да и тој текст така сум го напишал. Да, тоа, што викав овие стварно беше опасно време. Западноевропјани. In the Затоа што spur of the војната moment. се разгоруваше. Знам и затој си ама памти се, ама има луѓе што памти. Добро, кажа смо град не ga бива без театар, нели? Тој треба да биде тој да биде одговор без све тој што набројасте. Кад смо куде театарски нешта. Покојан Шипе, глумац, Кумановац, Драгиша Димитриевски. Сите играа во мојата представа. Да, пред отприлике 15 години има раскажано на некои, ајде да ги кажеме, битни људи у Куманово. Уствари не, на кумановци им има раскажано дека некои битни људи биле изненадени дека Братислав Димитров е кумановац. Буњаковац, кумановац. Кад ве прашале зашто не сте се вика кад су га прашале зашто не га кажуете тој, зашто нечете да се пофалите? Тоа Горан Илич ме праша. Одговориле сте им дека тој било од скромност. Не, а прашање е зашто е неопходно да се биде скромно у овие фалбаџиски времења? Не, вака беше. Како е било, кажете ми? Гиле. Добро? Горан Илич. Да. Не напримера во мната со ти вика не си кажаја дека си кумановец и ја му викам нечу да се фалу. Ето тоа беше цела анекдота. Да, овдека е интерпретирано малце на друг начин, дека нечете да кажете затоа што сте прескромни. Ја му одговорив кумановски, нечу да се фалу. Нечу да се фалу, нормално, такој треба. Добро. Читате ли нешто во момент? Себе се читам само. Освен себе си. И ми досади. Читате ли нешто? Наваѓате ли го во интернетски простор, а и ништо боле од добру стару книгу, нели? И још нешто, кад сме каде книга, да не забраву да ве прашам како ве затекна вест за поплаву у Антолок и како да им помогнемо, кад би биле уметнички директор односно уметнички градоначалник на Скопје, јас знам дека вие би нашле начин да помогнете, ама сега како Братислав Димитров, драматург, писател, колумнист. Секако, во секој поглед, затоа што ни град, ни држава, ако нема емпатија, ако нема солидарност, то пет пари не вреди. Па и во секојдневниот живот, ако немаш такви другари, другарки, пријатели, комши, тоа не е живот. Џабе. Значи, на секој можен начин, материјално, морално, има Министерство за култура, има некои средства, треба да одвојат. Има пари, само треба паметно да се гористат. Треба. Паре, не е све у паре. Како? Нешто у злато, у накит. Нешто и у книге. Ако не сте добри, ќе напишам уште една книга. Пазите што правите, немој да искочу со некој пост на Facebook. Добро е овај. За крај, можеме овако да збориме до јутре, али за крај сакам да ве замислу покрај некој Глогов Джбун како револуционера, куде не им фрљате бисери на свиње, куде што маштате за некои ноќи у бел сатен, а немате ни чар, ни зијан од тој, куде што не ги више викате мали хрчки кутри и куде што ga пишуете свој Das Kapital. Па на такав начин
još jedan put da ni dadete neko kapitalno delo, koje što ќе биде дефинитивно не само блуз за наши души, него ќе биде едно цело откровение на живот кој го живимо сега и овдека. Фала многу, многу доверба ми дадовте и сега убаво напишано, кажано. И ми пишуваме убаво овдека у Куманово. Джабе не сам дошаја. Джабе не сам дошја. Дошја, да. До вечер... Ече го спомна, да не враќам тема што. Тоа ми е прва драма Глоговија жбун. Знам. И таа не ја одбија само таму кај што не сум ја понудил. Секаде ја одбија. Да. Ама ја зборевме за односот кон нештата. Ја играм шах, возам точек, па и мало, и други занимаци. И тогаш ми беше интересно да пишувам. Не мора да играм фудбал, шах, домино и пишувањето е интересно. Да. Имав таков однос, иначе е многу страшно да пишуваш толку долго време, никој, сите ја одбија драмата. Да, зависи у кој возраст после... биле, тој може да биде разочарење на млади луѓи, на пример. И чудиме како не сте се разочарале или упорит сте по природу, или? Не бев веселјак, не играв чочек на маса. Ама после сте им вратиле. Ама не се чувени. Не, затоа што односот ми беше да подобро, викам се забављав. Беше поинтересно него други работи и полесно го преболе. После имаше успех многу и се играше на 5-6 сцени, да не гледам. Сега више од джбун на глок ни остана само глок да го беремо и да пиемо чај, добар бија за висок притисак, односно против висок притисак. Добро. Да. Да идемо да пиемо по едну ракију у Ауру, па да направиме и некој бању у Куманово спа. Да ви се захвалу што одвоисте време, али како пензионер, што се чита само себе си и по некој интересен статус на Facebook. Тоа за да се успијам полесно, се читам себе навечер. Фала многу, Братислав, за све. И да ни дојдете па. Важи. Кога, каде, колку часа. Ке се договоримо све.